Нашите мисли и зборови имаат моќ да го излекуваат или да му наштетат на нашето физичко тело, затоа многу е важно да бидеме свесни за секоја мисла која извира од нашиот ум, како и за секој збор што го искажуваме, затоа што секоја клетка од телото ги слуша нашите пораки. Вели Снежана Џамбазова-Попордановска, автор на книгата Да се живее поинаку, патување кон самореализацијата, која деновиве во родната Македонија, го промовира своето најново дело областа на медицината и психологијата. Снежана Џамбазова-Попордановска, доктор по медицина, психолошки советник и доктор на психолошки науки и писател, деновиве е во Охрид, каде ја промовира својата најнова книга Да се живее поинаку, патување кон самореализацијата. Станува збор за дело кој е еден неопходен животен прирачник кој ќе им помогне на луѓето да се спознаат себе си, да го пронајдат значењето на животот, објаснува Попордановска. Ова е дело кое што е наменето за сите. Значи, бидејќи наша исконска потреба е да се спознаеме себе си, затоа сме и овде, нели? А меѓутоа се разбира колку порано се почне, се трне на тој пат кон себе спознавањето, толку подобро, а бидејќи тоа е вистинскиот пат кон еден вистински исполнет и значаен живот. Делото е плод на долгогодишната работа на Попордановска како психолошки советник со пациенти од повеќе од 100 различни култури, религии и националности низ светот. Таа со огромно трпение и емпатија го слушала плачот на нивните срца и сведочела на нивното емоционално страдање. Во текот на многуте индивидуални и групни терапевски сесии, со голема посветеност им помагала на луѓето да го пронајдат својот внатрешен мир и да му се радуваат на животот. После сите овие 20 години на научна работа, со која што јас се занимавам, дојдов до сознание и сите научни сознанија тоа го покажуваат дека мора најпрвин да се свртиме кон себе си. Значи да го ставиме на прво место нашиот духовен пат, нашиот личен развој, а откако ќе се спознаеме себе си и ќе знаеме која е суштината на нашето постоење, ќе го најдеме тој извор на внатрешен мир и трајна среќа која што постои длабоко во секој од нас, и тогаш ќе знаеме да живееме еден добро избалансиран живот, каде што нема материјалните потреби да бидат пред духовните. Попордановска порачува дека годините на изолација за време на пандемијата и покрај трагедијата и стравот кој ги донесоа на човештвото, беа поттик за сите нас да се свртиме кон себе си, но и да шириме љубов и топлина околу нас, вредности кои доколку ги шириме околу нас, можеме да создадеме еден поубав свет.